Почитувани гледачи, еве сме со најновото издание од емисијата од своја страна, а воедно и последно за оваа 2019 година. Решив ова последно издание за оваа година да го завршиме хуманитарно, впрочем како и повеќето издание од емисијата од своја страна. Ке говориме на тема бегалците со големата хуманистка велешанката госпоѓа Ленче Здравкин. Нема човек кој веќе не ја знае незината приказна за оваа жена со големо срце која што секојдневно им се наоѓа на голем број бегалци кои што далеко од дома поминуваат преку нашата држава. Воедно госпоѓа Ленче е добитник и на наградата Мајка Тереза за 2018 година. Велам добри дојде токму за неа. Госпоѓо Ленче, ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од студиото на телевизија Сонце. Добро ве најдов. Драго ми е што последниве денови од 2019 еве сум тука за во 2019 да можеме да работиме поголеми дела. Така, ќе започнеме токму со првото прашање за тоа како започнува вашата приказна со бегалците. Кога и како е, ајде да кажеме? Навистина тоа е многу години уназад, некаде 2013, јас многу пати сум го повторила и повторно го повторувам и го повторувам, кога почнуваат да се движат млади, па и малолетни момчиња низ градот Велес, низ пругите, низ патиштата, автопатиштата, така да не беше тешко да се уочи одма во првите моменти дека навистина се наоѓаат во некоја безизлезна ситуација и дека на овие деца им е потребна помош. Не требаше многу да сватам и да се впружам во некоја мала помош колку што можев и колку што ми дозволуваше мојот домашен буџет тоа да го направам. Меѓутоа, како поминуваат деновите, тие групи на млади момци веќе почнуваат да се зголемуваат, нивниот број од ден на ден растеше се повеќе и повеќе, така да повеќе од очигледно беше дека навистина е потребна помош. Кој беше клучниот момент кој ве натера да си кажете дека од денес еве ќе почнете да им помагате на тие луѓе? Едноставно се случи. Немаше нити клучен момент, нити размислување, нити кои се, нити што се, нити од каде се. Меѓутоа, кога гледате дека одат боси во зимскиот период, кога немаат обувки, кога немаат чорапи, кога од нивните нози тече крв на минус 15 и на минус 20 степени, едноставно нема клучен момент. Секојдневно се соочувате со различни животни приказни кои што ги носат овие луѓе. Зашто најчесто сакаат да разговараат со вас, што најчесто споделуваат? Така, тие секојдневно поминуваат по пругите и по патот, доаѓајќи од јужната граница. Во првите некои секунди знаат да бидат и подисплашени, не знаат со кого се соочуваат и како се соочуваат, бидејќи често се случува во нивното патување да се најдат и луѓе што не можат да ги разберат, па да ги нападнат, да им ги одземат телефоните, да им ги одземат парите, да ги малтретираат, така да во првите моменти знаат да бидат исплашени, меѓутоа за многу кратко време тие веќе чувствуваат дека немам лоша намера. Така ве чувствуваат како еден добар човек и се опуштаат. Да, почнуваме разговор, тие се многу уморни, во првите мигови многу не сакаат да разговараат, но од кога ќе соберат сила малце, од кога ќе јадат, од кога ќе ги превиеме нивните рани, од кога ќе завршиме со тие основни нивни потреби, веќе добиваат душа и сакаат да разговараат, секој сака да го покаже неговиот телефон, да ми покаже од каде доаѓа, од која земја доаѓа, да ми ја покаже неговата фамилија, неговата мајка или неговите деца, или што работи.
сакаат да разговараат и тоа многу сакаат да разговараат. Во првите години од првиот бран на мигранти, луѓе бегалци кои што поминуваат низ нашата држава 2013-2014 веќе, како да се соочивме на почетокот со многу стереотипи кон тие луѓе, како да и ние самите се уплашивме од нив. Дали тие стереотипи постојат и ден денес? Така, на почетокот беше навистина тешко, луѓето беа исплашени од тие луѓе. Меѓутоа, не постоеше доволно информираност, се манипулираше, се зборуваше дека тие луѓе носат заразни болести, дека не смееме да ги примаме, дека носат оружје со нив, дека се терористи, дека може нешто да ни се случи, па поготово од моето обкружување секогаш бев опоменувана дека треба да водам сметка ја што правам, да не еден ден ми дојдат терористи па да ме нападнат, дека јас ќе бидам прва мета за таков лош настан. Меѓутоа, полека медиумите беа клучниот фактор што излегоа на терен, на непристапен терен, каде што ги информираа граѓаните, ја информираа македонската јавност, така да од ден на ден тие стереотипи се потиснуваа, луѓето стануваа се повеќе и повеќе хумани. Тука беа социјалните мрежи каде што почнавме да комуницираме едни со други, сите граѓани на Македонија се приклучуваа на мојата помош, се беа солидарни, ми испраќаа секојдневно се што е потребно за бегалците, така да растеше таа хуманост. Голема улога одигра и канцеларијата за бегалци што е во Скопје на УНХЦР, каде што секојдневно одржува разни обуки, разни предавања, разни собири, каде што се информираше, граѓаните се информира кои се тие луѓе, зошто доаѓаат, зошто бегаат, и мислам дека хуманоста одеше се погоре и погоре. Така, вас не ви уплашија стереотипите, останавте истрајна на нас што го правите се до ден денес. Колку овие луѓе, колку нивните животни приказни ви ги променија погледите кон светот и воопшто погледите нели вредностите кон животот? Да, секојдневно ние алчни сме по нешто да имаме плюс, по нешто да имаме повеќе. Меѓутоа, гледајќи го нивниот живот и како тие ми ги покажуваат нивните телефони, дека исто и тие луѓе живееле во убави домови, работеле и заработувале солидни примања, дека студирале на луксузни факултети, на елитни факултети и универзитети, но во само мал миг е потребно да изгубите се и да останете без ништо, со ранчето на својот грб, или таткото и мајката само со двете деца и да немаат ни шише за млеко за така, дечињата. токму во една ваша прилика ќе кажете дека за нив една чаша вода представува многу и е среќа за споредба со нас, нели, кои што имаме, нели, сеа, продолжуваме, сажалиме и да кукаме. Каква е законската регулатива, еве конкретно на Република Македонија денес, за статусот на лицата бегалци? Да, званично Балканската рута 2016 се затвори. Званично беше затворена и они не можат да поминуваат. Сето тоа го прават сега илегално. Но тоа е една, јас нарекувам жива материја, што тоа е еден процес што не можете да го запрете вие. Се менува така? Да, не можете да го запрете туку така лесно, тоа трае и ќе трае, според моите увидувања со години. Така да и оние бегалци што се затекнуваат на територијата на Република Македонија, институциите сепак имаат хуман третман спрема нив. Можам да кажам дека Македонија како земја стана хумана земја
и многу добро ја поднесе таа бегалска криза, многу добро го положи тој испит. Токму тоа ми беше следното прашање, колку институциите во нашата држава имаат слух нели за лицата бегалци и дали имаме представа колкова бројка на вакви лица до ден денес имаат поминато низ Македонија? Така, голема е бројката, јас во бројки никогаш не ги гледам бегалците, не водам никаква статистика, никакви бројки, затоа што тоа се живи луѓе, но каде и да се затечат, тие имаат хуман третман од секоја институција, дали се работи за болница, за барање на документи за азил, да, тешко го добиваат, многу долго им трае таа процедура, меѓутоа секогаш се прибрани, секогаш се заштитени, секогаш се добро згрижени. Сега малце знаеме да подвалиме со оние институции каде што кога се случуваат собрекајни несреќи, а тоа скоро секојдневно се случува. Тука малку затајуваме, но законите се такви што ако имаме загинато еден бегалец, мора да мине период, да се јави семејство или било кој некој треба да го идентификува, а тоа се личности што нема тука кој да ги идентификува, се водат како НН личности, тука веќе малце затајуваме, што мислам дека малце поажурно треба да се работите, со месеци знаат да бидат во погребалното во бутел, не погребани достоинствено како што доликува на еден човек. Така да тука треба малце повеќе да се работи, малце побргу да се придвижуваат работите. Почнавте сама во 2013 година. Како се трасираше вашиот пат на хуманоста, еве така ќе го наречам, се до ден денес? Па да, започнав сама, тука беше семејството, моите најблиски, додека моето поблиско обкружување беше се уште скептично. Да, доаѓа моменти кога требаше јас да се обратам некому и да побарам нешто за помош, меѓутоа знаеа некогаш луѓето да ми кажат да, еве јас ќе ти дадам обувки или тренерки или било што, но сепак ти внимавај што правиш. Сепак ти внимавај што правиш. Да, но не требаше да остане тоа така и размислував, секој ден различно размислував како тие луѓе да им го доловам вистинскиот момент, дека тоа се луѓе исто како нас, дека патат, дека страдаат, дека се приморани и дека не по своја вина тие го напуштиле својот дом. Од ден на ден ги повикував сите тие луѓе што знаеа да ми помогнат да дојдат кај мене на кафе, да видат како тоа изгледа кога доаѓа еден бегалец и во каква состојба е и каков човек е тој. Како доаѓа луѓето навистина се соочуваа со она реалното што можеби од медиумот не можеа да го доловат така. Ја гледаа правата слика, правата мака на еден човек и веќе не се откажуваа, него се приклучуваат. Почнаа да се чувствуваат заедно да се сочувствуваат и да се приклучуваат кон хуманите акции за бегалците, така да од ден на ден расневме како група на медиум, како мои сограѓани, како фамилија и како семејства, така. Каква се помош им нудите на тие луѓе? Верувајте, тоа се луѓе што не знаеш во моментот кога што му е потребно. Какви потреби имаат? Така да се трудам да се измијат, да ги сменат нивните алишта, бидејќи можеби со месеци не се соблечени, не се да добијат прва медицинска основна помош, тоа што можам јас да го пружам, а за се друго што е посериозно како здравствен проблем, секогаш се обраќам до Велешката брза помош, до Велешката болница, каде што вратите се секогаш отворени и секогаш безпрекорно ги вршат тие медицински услуги. Да добијат храна,
да каснат, да се напијат топол чај или кафе и кога можам и кога имам да им ставам во нивниот ранец нешто, барем за неколку дена додека стасаат до северната граница и да го продолжат нивното патување. Ви пишуваат ли кога ќе стигнат нели до крајните цели и дали ви се обраќаат? Да, секогаш знаат да се јават, да ми кажат до каде се стасани, да ми известат што им се случило по пат, како стасале до Србија или како стасале до Босна. Сега ситуацијата во моментов малце е похаотична во Босна, така да знаат да напишат да, во Македонија многу добро поминавме, во Македонија постојат многу добри луѓе, но сега сме заглавени во Господ и секогаш со некоја верба од Господ секогаш веруваат дека ќе продолжат напред. Па на нивната среќа не се гледа крај кога ќе стасаат до Така, крајната секако и дестинација. вашето чувство тука на човечноста не може да се опише да се замени со било што. Добитник сте на наградата Мајка Тереза за 2018 година, сосема заслужено, нели? Што за вас представува ваква награда? Оваа награда јас ја поделив со целокупната јавност на Македонија, затоа што да, во 2013 почнав сама, 2014 беше многу тешка, 2015 дури државата почна да ги придвижува работите, да се имплементира законот за бегалци, да можат слободно да се движат, да користат јавен превоз. Меѓутоа, граѓаните беа тие што ги поставија столбовите на хуманост. Државата само се приклучи на сето тоа. Граѓаните од сите градови на Република Македонија, моите сограѓани што се надвор од Македонија, што се во странство, што се јавуваа сите, нудеа помош, така да наградата е цела Македонија. Заедничка за сите. Така, на самиот крај јас ќе ве прашам дали што се очекува нели од страна на бегалците, дали да очекуваме некој нов бран на бегалци кои што ќе минат низ нашата држава, и ќе ве прашам уште за тоа дали освен покрај со бегалците се нели сте активна и во други хуманитарни организации, други хумани активности. Така, состојбата со бегалците никогаш не се знае. Бегалците се движат, секојдневно има движење. Бројката не е голема, не е страшна, меѓутоа се движат и лошо е тоа што сега малку се навраќаме на 2015 година додека не беше имплементиран законот, затоа што немаат право да се движат, немаат право да се качат во јавен превоз, немаат право да користат медицинска помош. Состојбата е лоша, скоро секојдневно имаме разни сообраќајни незгоди каде што страдаат бегалците. А дали ќе се зголемува бројката, тоа не знаеме ни самите. Ја следиме состојбата, што се случува во Турција, што се случува во Грција. Во Грција веќе камповите се преполни и не примаат нови бегалци во Грција. Тие се движат низ Грција, како патуваат низ Македонија пешки, така ја минат и Грција, така да. Хумано бевте активни и во земјотресот сега што ја погоди Албанија. Тоа ќе ми биде и следното прашање. Колку меѓународно сте активни и кои се следните ваши хуманитарни активности? Па да, не можеме да замижиме на такви катастрофи. На вистина, кога се случи земјотресот во Албанија, едноставно само видов утрото дека првите камиони на Црвениот крст веќе се заминати за Албанија, така да добив некоја топлина во душата дека веќе Македонија заминува на помош. Само завртев неколку телефонски разговори со пријатели, се слушнав со некои волонтери од Велешката џамија што се навистина активни во секој сегмент. Ги прашав, не треба нити да разговараме, нити долги разговори да водиме, само треба да заминеме. Тие ми рекоа, само кажете ни го денот и да се подготвуваме за 2 дена веќе
голема донација собравме, заминавме со голема помош на наши пак пријатели од Велес кои ни го овозможија тоа, кои за кратко време собравме многу работи и големи количини на храна и Хакебус ни го овозможи да го наполниме автобусот со се што е потребно и да заминеме да однесеме донацијата на правото место. Се слушнавме со пријатели од Драч, каде што ја однесовме донацијата и оттаму ја делевме. Тоа беше црквата и пастирот Ермир. Голема благодарност и до него што не пречека со возила, со повеќе возила таму, не однесе да се стационираме целата донација да биде на едно место и да ја носиме. Така. Господи Линче, на самиот крај од емисијата, јас ќе ви се заблагодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од своја страна. Ќе ви посакам успешна и плодна работа и хуманитарна мисија, да продолжите да бидете пример за човек во секој од нас. Благодарам и на вас. Убави празници на сите граѓани на Република Македонија и да се надеваме дека во следната година само поубави работи. Така и дека хуманоста конечно ќе победи и ќе си го пронеде својот пат. Само убави работи. Така. Благодарам. Почитувани, тоа беше последното издание од емисијата од своја страна за 2019 година. На самиот крај, јас ќе ви посакам исто така среќни божикни и новогодишни празници, да бидеме живи, здрави, среќни и секако човечни и хумани.